Да отвориме во Матеј 7 глава. Застанавме кај 21 стих, односно завршихме со 20 минатиот пат. И продолжуваме сега со 21 па до крајот на главата до 27. Не секој што ми вели, Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш и јас ќе им кажам: никогаш не сум ве познавал. Бегајте од мене, вие што правите незаконски дела, вели овој превод. По старите преводи велат: вие што правите беззаконие. И така, секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек, кој си ја изградил куќата на камен. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше изградена на камен. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек, кој си ја изградил куќата на песок. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, а паѓањето и беше страшно. Последните два стиха од главата пак, како едно резиме. Значи, тоа е нарацијата на Матеј. Христовата проповед е веќе завршена. Но Матеј вели: и кога ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење. Зошто се чудеше? Зашто тој ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците. Како оној кој има власт, а не како теолозите. Што значи ово? Каква е таа власт? Што ја немаат ни учените теолози во Божијата црква. Која е таа власт? Да се вратиме на 21 стих. Малку да поразмислиме за овие Христови зборови. Не секој што ми вели Господи, Господи, значи не секој што ме признава за Господ, со други зборови за Божи син, што ме нарекува со името на Отецот, бидејќи титулата Господ евреите ја употребувале Адонај на арамејски како заменка, лична заменка за Господовото име, запишено во Стариот Завет. Тоа име го пишувале со посебно црвено мастило, секаде каде што се споменува во старозаветните книги, кога год ги препишувале книгите. Меѓутоа не го изговарале од стравопочит, туку едноставно велеле Адонај, што значи мој Господар или Господ. И не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно. Мнозина велат Исус е Господ. И ние велиме, и сме збореле со години, и веруваме дека Исус е Господ. И го нарекуваме Господ. Но сите тие нема да влеземе во Царството Небесно. Туку само оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Значи, нашата етикета, нашата вероисповед не спасува. Не спасува верата, а не вероисповедта. И тука мнозина христијани, особено протестантите, тука ги имат помешано овие две работи.
Тие велат се спасуваме со вера, ама под вера мислат вероисповед. Нашата исповед не спасува, туку нашата вера не спасува. Пример, во Македонија е лесно да речеш, јас сум христијанин, Исус е Господ. Но тоа е вероисповед. Ако тоа го речеш во Техеран, тогаш тоа не е вероисповед, туку тоа е вера. Дали ја знаеме разликата? Ако тоа некој муслиман го рече во Техеран, тогаш тоа не е вероисповед. Тоа е вера. И таа ситуација не била поинаква во Христово време, значи да го признаеш Исус за Господ. Евреите биле дури поголеми фанатици, според оно што читам. Евреите биле поголеми фанатици од денешните муслимани. Или од било кој муслиманин из историјата. Да ги читаме делата на апостолите, например. Читаме Евангелијата. Читаме историските книги на Јосиф Флавиј. Можеме до некаде да изградиме таков заклучок, таква слика. Но, многу векови од тогаш па досега, во поголемиот дел од историјата, било лесно и безопасно Исус да се нарекува Господ, особено во христијанските земји, во европските земји. Било православни, католички, протестантски, до ден денес. Но сите тие нема да влезат во Царството Небесно. Оно што посебно мене ме интригира се зборовите во 22 стих. Мнозина ќе ми речат во оној ден. На кој ден мисли Господ? На судниот ден. Значи, мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, што ќе му речат? Значи, пазите, тука не спаѓаат обични христијани. Тука не спаѓаат злосторници од типот на денешните, да речеме, американски председатели или други воени злосторници од Европската Унија. Или од тука, од кај нас, било каде. Кои што, барем за пред камери и тие, исповедаат дека се христијани. Тука не спаѓаат обични верници, може би како вас, како повеќето од било која деноминација. Но овие мнозина се луѓе што ќе речат, нели во Твое име пророкувавме? Значи, луѓе кои што во Христово име пророкувале. И нели во Твое име демони изгонувавме, екзорцисти, значи. Може од типот на Кајшаров, да речем. Иако, јас не го судам него лично. Може да ги судиме неговите дела, но не него лично. Да речеме дека он ќе биде осуден, например, и изгубен за вечност. Но може да ги судиме делата, можеме да ја судиме науката на било кој учител, на било кој теолог. И нели во Твое име многу чуда правевме? Постојат ли вакви луѓе денес? И низ историјата постојат. Постојат еден куп чуда и извештаи за чуда и во православниот, и во католичкиот, и во протестантскиот свет. Особено во протестантскиот свет. Имаме голем број чуда што се прават во Христово име. Секоја еднаш присуствувавме на такви чуда во универзална сала 93 година, Кире, ако се секираш, на една пентакостална евангелизација. Имаше таму едно наводно чудо, каде што бил излекуван наводно сакат човек, станат од столица во Христово име. Но тогаш јас ке им речам, никогаш не сум ве познавал. Ова мене ме интригира. Зошто Господ вакво нешто ќе рече на мнозина од нив? Никогаш не сум ве познавал.
Значи, некогаш сум ве познавал, бевте верни и праведни на почетокот, после отпаднавте, се возгордеавте, се разблудивте или не знам шо. Не, туку вели, никогаш не сум ве познавал. Дали е можно во христијанскиот свет да постојат луѓе кои што прават чуда во Христово име, а никогаш, ниту на почеток, ниту до крајот на нивниот живот, да немале врска со Светиот Дух, да немале врска со Исуса Христа, да немале никаква заедница со Него. Сето тоа да било лага, фалсификат. Сето тоа да било демонска сила. Дали е можно? Христос вели дека е можно, бидејќи тој ќе им рече никогаш не сум ве познал. Не вели не ве познавам, туку никогаш не сум ве познал. Зошто? Затоа што се тоа луѓе што прават беззаконие. Повторно, значи, го става критериумот на Божиот закон, критериумот на гревот, како во контекст на претходните зборови, што ги читавме минатата сабота. По делата нивни ќе ги познаете. По делата нивни. Секој дрво што не дава добар плод, го сечат и го фрлаат во оган. И така по нивните плодови ќе ги познаете. И во контекст на тие зборови се кажени овие што ги прочитавме. И понатаму, и така, сега се обраќа до сите, значи не само таа специјална класа на луѓе кои што прават чуда во Христово име. И така секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој се изградил куќата на камен. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше изградена на камен. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек кој се изградил куќата на песок и заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа и таа падна, и паѓањето и беше страшно. Што е заедничко помеѓу овие две класи, споменати во овие стихови? И едните и другите ги слушаат Христовите зборови. Што е заедничкото? И едните и другите ги слушаат Христовите зборови. И едните и другите слушале проповеди. И едните и другите читале Библија. Како инако ги слушаме Христовите зборови ако не сме живееле пред 2000 години во Палестина. Значи, слушаме проповеди, читаме Библија, како и оваа вечер. Ги читаме и ги кажуваме овие негови зборови. Ги слушаме овие негови зборови. И едните и другите ги слушаат Христовите зборови. Но што е разликата помеѓу тие две класи? Едните ги исполнуваат. Значи, оние што прилегаат на човек што е гради својата куќа на камен, на цврсти темели. Е оној што ги слуша и ги исполнува Христовите зборови. А оној што прилега на човек што е изградил куќата на камен, наречен овде глупав човек, е оној што ги слуша Христовите зборови и тој но не ги исполнува. На повеќе места низ оваа беседа, низ оваа Христова проповед, забележавме дека Христос го нагласува ова начело. Не додов да го укинам законот, туку да го исполнам. Како и тука. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оно што ја исполнува волјата на мојот Отец. Секој оно што ги слуша овие мои зборови и ги исполнува. Ги повторува на повеќе места овие исти зборови. Ги исполнува. Оно што ги исполнува.
тој е вистинскиот Христов следбеник. Тука нема филозофија, тука нема политика, тука нема теологија. Овие се толку едноставни зборови, толку едноставна разлика, толку едноставен критериум, што секој може да ги разбере. Оној што ги слуша овие мои зборови и ги исполнува. Се сеќаваме на друго место, бидејќи сите Христови зборови кажани во Евангелијата нема да ги проучиме во оваа серија библиски проповеди. Има еден куп ситуации каде што Христос кажал зборови не во контекст на проповед, не во контекст на некој говор одржан пред мноштво луѓе, дали во синагога или надвор од синагога, се едно. Често пати тоа биле разговори. Во една таква ситуација Христос кажува, ако се сеќавате при крајот на неговата мисија на земјата, тоа е некаде во Матеј, таму 22 глава, ако читате, ќе ги најдете тие зборови. После 20 глава. Последните негови беседи кажани во Ерусалим, во храмот, пред неговото апсење, пред неговото страдање. Ја кажува една парабола. Еден човек имаше двајца синови. И му рече на едниот од нив: оди, поработи денес на мојата нива. И тој првиот одговорил: да, татко. Меѓутоа не отишол. А вториот, таткото му рекол и на вториот: сине, оди поработи денес на нивата. И тој на почетокот одговорил: нема да отидам. Дрско и безобразно, непослушно, невоспитано, бесно, како сакате речете. Меѓутоа подоцна се покајал и отишол, и ја исполнил. И сега Христос ги прашува евреите, ги прашува теолозите, ги прашува фарисеите: кој од овие двајца синови ја исполнил татковата волја? Толку многу Христос сака да стави нагласок на тоа исполнување, што дури и некој кој што не сакал, кој што дрско и безобразно, кој што не бил послушен на почеток, дури тој е подобар, а тој е слика на незнабожците, кои што не биле Божи народ. Првиот син пак е слика на евреите, кои што биле Божи народ, кои што го признавале единствениот вистински Бог. Значи, и оној кој што на почеток е дрзок, безобразен, невоспитан, неверен, како сакате да речете, тој е подобар ако барем потоа се покае, отпосле се покае и ја исполни татковата волја. Значи, не е толку битна исповедта, колку исполнувањето. Затоа во Божјото царство ќе има многу луѓе кои што никогаш не чуле за Христа. Ќе има и такви од разни времења и народи, но зашто ќе бидат спасени? Иако никогаш формално не исповедале христијанска вера, христијанство. Зато што ја исполнувале Божјата волја според онаа мала светлина што ја имале, колку што знаеле. Толку колку што знаеле, биле верни на тоа. Ја исполнувале Божјата волја. Толку колку што знаеле. За разлика од мнозина кои што имале и голема и преголема светлина од Божјето Слово и од духот на пророштвото, но кои што тоа не го исполнуваат. Тоа ќе биде голема трагедија. А особено Елена Вајд зборува во последното време за голем број проповедници, пастори, свештеници, кои што ќе бидат предмет на Божиот гнев и на 7-те последни зла. Бидејќи нивната одговорност, вели таа, е 10 пати поголема од онаа на обичните верници. Затоа што нивното влијание е тоа што ќе направи мнозина
Не само тие лично да го примат жигот на зверот, току мнозина од нивното стадо ќе го примат жигот на зверот заради нив. Како што мнозина евреи во Христово време го отврлија Христа. И викаа, распни го. Иако истите тие од народот викаа осана во неделата, во петокот викаа распни го. Зошто? Зато што такво било влијанието на водачите. Кога водачите застанаа против Христа отворено, мнозина од народот застанаа против Христа отворено. Страшно нешто. И во таа состојба се наоѓа еврејскиот народ од ден денес, се мисли. Но тоа е и искуството на многу христијански народи. Тогаш кога водачите ја отфрлаат вистината, поголемиот дел од народот ја отфрла вистината. Само малкумина се тие што остануваат да се борат против струјата. Така било и во времето на реформацијата, така било и во времето на адвентизмот, на почетоците на адвентизмот, така и е и ден денес. Малкумина се тие што се спремни наспроти мнозинството, а мнозинството секојаш оди според изборот на водачите, да застанат во одбрана на вистината. Но Господ тие ги истакнува, тие ги прославува и тие ги става во преден план, бидејќи тие се оние што ја исполнуваат неговата волја. Нека Господ ни даде благодат и милост да се покаеме за нашите гревови и секој ден да се бориме, да бидеме на негова страна во секој искушение, во секој испит, во секој предизвик, со кој што се соочуваме. Нека му е фала и слава вечно. Амин.